И следите вестите на Канал 8. Добар ден. Вкупно 37 општини од Македонија, меѓу кои Кочани и микрорегионот, се влезени во студијата за гасификација што ја усвои владата. Според официјалниот документ се предвидува изградбата на деталната дистрибутивна мрежа да заврши до 2020 година. Кочани и општините од микрорегионот се дел од планираните вкупно 37 општини од Источна Македонија што ќе бидат опфатени со дистрибутивната мрежа за природен газ. Според студијата за гасификација на државата што ја усвои владата, предвидено е да се склучи јавно-приватно партнерство за изградба на дистрибутивната мрежа, при што јавните повици за избор на партнерски фирми ќе бидат објавени до крајот на идниот месец. Според министерот за економски прашања Владимир Пешевски, инвестицијата за дистрибутивната мрежа ќе чини 150 милиони евра, од кои 50 милиони се предвидени за источниот регион, колку што ќе се потрошат и за западниот, а остатокот е за регионот околу главниот град. Вкупната должина на гасоводниот систем за распределба на гасот треба да изнесува 650 километри. Изградбата на националниот гасоводен систем, неговото поврзување со регионалните гасоводни системи, како и изградбата на дистрибутивните системи за природен газ, представува еден од најзначајните проекти на владата на Република Македонија по големиот број на придобивки за државата. Именно како што е познато, природниот газ е најефикасен и исклучително корисен енергент, бидејќи неговата употреба има широк опсег, и тоа и во домаќинствата, и во индустријата, и во сообраќајот, како и во производството на електрична енергија и топлина. Поради широката примена и поради тоа што гасот е еден од најевтините енергенси, гасификацијата значително ќе го подобри стандардот на македонските граѓани, ќе зголеми конкурентноста на домашните компании во однос на светскиот пазар и во едно позитивно ќе влијае врз атрактивноста на Македонија како инвестициона дестинација за странските компании. Според усвоената физибилити студија, концесионерот кој ќе го преземе стопанисувањето со гасоводната мрежа ќе има обврска да изгради примарна и секундарна дистрибутивна мрежа, да обезбеди приклучоци до сите крајни потрошувачи, како и да се грижи за дистрибуцијата на гасот, за управување и одржување на системот, како и за набавка на целокупната опрема. Пресметките покажале дека ако индивидуален стамбен објект со вкупна површина од 240 метри квадратни премине од екстра лесно гориво на газ, ќе заштеди околу 45% од трошоците за енергија. По реакцијата на жителите на Виничко Градеч, што неколку дена се без вода од селскиот водовод, дефектот е отстранет и за сега водоснабдувањето е нормализирано. Сепак остануваат други проблеми во селото, а еден од главните е неизграденоста на улиците. На петтиот ден од прекинот на главната водоводна цевка во селото Градец Виничко, жителите конечно добија вода за пиење. Дефектот е отстранет и водоснабдувањето за сега е нормализирано. Сепак, селаните се сомневаат оти ситуацијата може да им се повтори, со оглед што тешките 30 тонски камиони кои носат огревно дрво од планината и понатаму поминуваат преку доводната линија. Како реакција по објавената информација на Канал 8 за недостигот од вода, од надлежните во општината била испратена и една цистерна за да се ублажи состојбата. Сепак, жителите на Градец велат дека проблемите со водоснабдувањето не се единствената мака што ја имаат. Неизграденоста на улиците во селото исто така е приоритет за кој зборуваат со револт, затоа што повеќе од 2 децении немало никаква интервенција во сообраќајната инфраструктура. Овие општинарите немаат слух за тука, више лажат не 20 години, асфалти ни става, не знам што. Тука нема само за гласање, доат соберат гласовите и бегат, ништо. Асфалто, да речеме, го прават тоа 20 години го прават. Тоа е катастрофа. Камење никој нема да дојде да види дека се возат тие коли, дека тоа е чудо. Освен главната улица во населбата која е асфалтирана пред повеќе децении, споредните приоди кон убавите куќи се со камења и дупки. Маките што ги имаат жителите со лошите улици се подеднакво актуелни и во летниот и во зимниот период. Бидејќи немаат поддршка од локалната самоуправа, ги решаваат кој како знае и умее. Требат ти чизми зимно време до колена за да спаднеш тука до асфалт. А летно време од прашина па мораш опинци да носиш за да спаднеш до тука да си обуеш кондури за виница. Па ние ја правиме, тука 2 недели нон-стоп ја правиме, докаруваме песок, керемиди, ставаме по патот, иначе не може да се замине. Па вака е нон-стоп, никош не е поправан патот. Тито ако е ставал некој пат асфалт малку под тамо и толку е крај завршено е. Тоа е чудо, нема што. Сами си помагаме. Ако не ќе државата, на кој да чекаме?
Во Градец се асфалтирани само неколку километри од улиците, иако е едно од поголемите населени места во општина Виница. Според официјалните податоци, тоа има над 1000 жители, а проценките се дека над 1/3 од нив живеат и работат во странство, најмногу во Италија, Словенија и Швајцарија, па изграделе современи куќи и возат скапи автомобили. Точно една година по поставувањето на камен темелникот привршува изградбата на новата бензинска станица на Лукойл, заедничка инвестиција на руската компанија и кочанската Екойл. Ова е 24-та бензинска станица во земјава што ќе го носи името на рускиот гигант. Според планирањата, бензинската станица ќе биде пуштена во употреба на почетокот од идниот месец. Бензинската станица е лоцирана во местноста Прокарка. Според инвеститорите, конкуренцијата на пазарот за моторни горива во Кочани и околината не е многу голема, заради што Лукойл Македонија гледа можност за подобрување на услугите. Кој инвестицијата се надоврзува на повеќегодишната соработка меѓу двете фирми во областа на трговијата со нафтени деривати. Отворањето на бензински станици под брендот Лукойл во партнерство со приватни правни лица се објаснува со економската целесообразност од соработката и сложеноста и бавноста на процедурите за урбанизација на земјишните парцели. Лукойл Македонија почна својата комерцијална дејност во земјава во 2005 година согласно меморандумот за соработка потпишан помеѓу владата на Република Македонија и нафтената компанија. Првата бензинска станица на Лукойл во Македонија беше изградена на собствена локација на влезот на Скопје, кога компанијата влезе на македонскиот пазар пред 9 години, најави инвестиција од 50 милиони евра и изградба на 40 бензински станици низ државата. Кочанската, која е 24-та бензинска станица на Лукойл, се простира на површина од над 3000 метри квадратни. Освен продажбата на нафтени деривати, во внатрешноста на објектот е предвиден мини ресторан, како и продавница за автогалантерија и артикли за широка потрошувачка. Заврши санирањето на асфалтот на улицата Страшоер Бапче, на која претходно се постави атмосферската канализација. Според планираната динамика се очекува работите да завршат до почетокот на идната недела и состојбата со сообраќајот да се нормализира. 4 месеци по раскопувањето на коловозот и поставувањето на колекторскиот систем за атмосферска канализација на улицата Страшоер Бапче во Кочани, започна санирањето на асфалтната површина. Градежна механизација на подизведувачот што го ангажираше струмичката фирма Жикол веќе поставува нов асфалтен слој во должина од околу 1 километар на половина од коловозната лента. Со тоа конечно започнува да се нормализира сообраќајот на патниот правец што води кон спортско-рекреативниот центар Пониква и останатите културни и духовни објекти во регионот. Според градоначалникот Димитровски, работите се одвиваат по планираното, при што уште пред 10 дена тој најави дека изведувачот ќе ја исполни преземената обврска за целосна санација на улицата. Очекуваме дека ќе до крајот на оваа седмица, најкасно на наредната седмица, комплетно ќе биде завршено и тие што ги тие предизвика и други. Барам апелирам уште еднаш до граѓаните да имаат разбирање, бидејќи градежните активности се водат во летниот период и да имаат разбирање за тоа што имаме отежнување на движењето и на пешаците и на возилата. Улицата Страшоер Бапче беше еден од приоритетните правци на кои се постави комплетно нов систем за собирање на атмосферската вода. Во меѓувреме слични градежни работи се изведуваат и на улицата Роза Петрова, што заедно со соседната 1 мај треба да овозможи за окружување на новиот колекторски систем во западниот дел од градот. Според најавите, по завршувањето на двете главни линии ќе следуваат градежни работи на улиците 9 мај, Тодосија Паунов, делот Браќа Ставреви, делот 14-та бригада и останатите. Реконструкцијата на коловозот е вклопен во сумата од 1,1 милион евра, колку што чини целиот проект за изградба на атмосферската канализација. Во тек е набавката на огревно дрво за потребите на училишните згради во општината што се затоплуваат со ваков енергенс. Тендерската постапка е завршена и се очекува испораката на дрвата да биде пред почетокот на грејната сезона. Над 450 метри кубни огревно дрво ќе набават 4 основни и едно средно училиште од општина Кочани, кои овој енергенс го користат за затоплување во дел од објектите во кои се изведува наставата. Најголеми се потребите за средното општинско училиште Гошо Викентиев, каде е планирана набавка на околу 250 метри кубни, поради што тоа беше и носител на тендерската постапка што заврши пред некој ден.
За потребите на основното училиште Никола Карев ќе бидат распоредени 92 метри кубни. За Свети Кирил и Методи ќе се испорачаат 70, за Раде Катовче 24 и за Крсте Петков Мисирков од Ризари 18 метри кубни дрво. Станува збор за набавка на буково дрво од прва класа, за што од наменската сметка на училиштата е планирано да се потрошат околу 960.000 денари. Цената по метар кубен е базирана врз основа на ценовникот на главни шумски производи на јавното претпријатие Македонски шуми. Испораката на огревот треба да се изврши најдоцна до првата недела на октомври, односно пред почетокот на грејната сезона. Во сумата за набавка на дрвата влегува и транспортот до секој од училиштата, што беа дел од тендерската постапка, односно до нивните подрачни објекти во селата. Целосно е завршена дигитализацијата на катастарските планови на Виница. Агенцијата за катастар на недвижности, која го спроведува процесот на дигитализација на катастарските планови во соработка со Светска банка, очекува таа да заврши порано од предвиденото. Далеку пред истекот на рокот, целосно е завршена дигитализацијата на катастарските планови во Виница. Крајниот рок за дигитализација на целата територија на Република Македонија со дигитални катастарски планови е декември 2015 година, но проценките на агенцијата се дека со ова темпо на работа дигитализацијата ќе заврши за неколку месеци. Комплетно завршени и усогласени со електронскиот катастар 741 катастарска општина или 38,9% од вкупниот број на катастарски општини. Бенефитот од дигитализацијата на катастарските планови е тоа што значително се скратува постапката за запишување во катастарот на недвижности. Времето за постапување по предметите со дигитални катастарски планови е двојно пократко во однос на катастарските општини каде што катастарските планови се уште аналогни. Бројките кажуваат дека за постапување со ваков предмет во дигитална катастарска општина потребни се нешто помалку од 3 работни дена, додека за останатите, каде се уште плановите се аналогни, потребни се просечно 7 работни денови. Во општина Кочани во февруари минатата година се ажурираа катастарските планови за кои беа заинтересирани жители од повеќе населени места. Дополнителното ажурирање посебно се однесуваше на населените места од планинскиот регион. Во продолжениот вестите информациите од спортот, пресек на случувањата на Балканското одбојкарско првенство во Виница. Македонската репрезентација загуби од селекцијата на Босна и Херцеговина со убедливи 3:0. Турција подобра од Србија во дербито на колото. Во својот прв надпревар македонската репрезентација загуби од селекцијата на Босна и Херцеговина со убедливи 3:0 по сетови 14:25, 20:25 и 24:26. Претходно во истата група Босна и Херцеговина беше поразена од Бугарија со истиот резултат 0:3. Бугарија, нашиот следен противник, важи за фаворит во групата А, па тешко може да се очекува дека македонската репрезентација ќе избори пласман во полуфиналето по поразот од условно послабата екипа на Босна и Херцеговина. Гледам на голема доза на неискуство на нашите млади одбојкари, значи 12 одбојкари што се ставени на списокот, тројца имаат некакво меѓународно искуство, список дека играле веќе кои година, кои 2 години за младинска репрезентација, значи една тотално нова помладена репрезентација, во која доколку и клубовите не застанат да инвестираат повеќе во своите играчи за појак тренажен процес, у тој случај би можеле нешто да направиме. Доколку се остави само репрезентацијата да биде мотив и двигател на тие млади играчи, мислам дека тука нема никаква голема перспектива. На табелата во групата А водат Бугарија и Босна и Херцеговина со по 3 бодови, пред македонските одбојкарски надежи без ниту еден, додека во групата Б прва е Турција со 6, следуваат Србија и Грција со по 3 бодови, а последна е Романија без бодови. Во групата Б беа одиграни 2 надпревари, Грција совлада Романија со 3:1, додека во дербито на колото Турција беше подобра од Србија со 3:1. Во првото коло Турција совлада Романија со 3:0, а со истиот резултат Србија славеше во мечот против Грција. В петок на програмата се надпреварите Турција, Грција, Македонија, Бугарија и Србија, Романија. Женскиот фудбалски клуб Кочани ги пакува куферите за дома. Завршена уште една срамна епизода на македонскиот клубски фудбал. Кочани ги спакува куферите за враќање во градот на Оризот. За испраќање од Сараево 11 голови во мрежата на шампионот од полскиот првак Медик Конин.
Кочани го заврши турнирот со примени 22 поголоци во 3 надпревари, покажувајќи дека е огромен аутсайдер во оваа конкуренција. Ако е за утеха, екипата на голеадор од Молдавија прими повеќе од 40 поголоци. Кај македонскиот тим во противничката мрежа успешно биеше Јаковска во 60-та минута и беше стрелец на единствениот погодок. За полскиот шампион хетрик постигна Гавронска, 2 гола даде Пахулска заедно со Пајор, а по 1 гол постигна Камчик, Дудек, Жигич и Завишлак. Доминацијата е јасна ако се земе предвид статистичкиот показател дека полскиот тим упати дури 37 удари кон голот на Кочани, а македонскиот тим само 5. При негатива од 1:7 Кочани го промени и голманот, па преостанатите голови наместо Елена Чакмаковска ги прими Олгица Арсова. Со овој последен одигран дуел, нашиот шампион остана длабоко на дното во групата со ниту еден освоен бод. Првото место го зазема нашиот последен противник Медик Конин со максимални 9 бода, со што продолжи во следната фаза. Толку во овој информативен појас на Канал 8, останете и со останатите содржини. Пријатно!